Добро вечер, ја следите програмата на Канал Плюс телевизија. Време е за вечерниот дневник. Четири лица ноќва се фатени на лице место во внатрешноста на црквата Свети Илија во Штип, како копаат барајки вредни артефакти и злато. Настанот го осудуваат и од Македонската православна црква и од Исламската верска заедница. Денес во Штип се одбележува годишнина од смртта на поетот и револуционер Ацо Шопов. Штип му одава почит на поетот со промоција на книга и рецитал во негова чест. Обврска на родителите е да ги имунизираат своите деца. Место за загриженост на родителите нема, велат лекарите. Денес почнува Европската недела на имунизацијата. Четири лица се фатени ноќеска на лицеместо во внатрешноста на црквата Свети Илија во Штип, како копаат барајки вредни артефакти и злато. Се работи за две лица од Србија и двајца кумановчани, кои веќе се во притвор и се осомничени за кривично дело оштетување и уништување на добра под заштита и културно наследство. Уништување или оштетување на добра под привремена заштита, културно наследство или природни реткости е причината за кривична пријава која ја добија четворица дивокопачи, кои веќе се предадени на претходна постапка во Штипскиот основен суд, каде им се определени 30 дена притвор. Станува збор за двајца жители на Куманово, од кои едниот македонец, а едниот албанец, и уште двајца жители на Република Србија, кои изминатата ноќ на лице место биле фатени како вршат искупување во верскиот објект Свети Илија, познат како Хусамедин Пашина џамија. На 19.4.2015 година пријавените како со извршители со намера за себе да прибават противправна имотна корист делувале на влезната врата од верскиот објект Хусамедин Пашина џамија Свети Илија во Штип, кој е под културно наследство на Република Македонија, сопственост на Министерството за култура, влегле во објектот и без дозвола од надлежен орган извршиле две археолошки искупувања, се со цел да прибават добра кои се под заштита и културно наследство, и при нивните археолошки искупувања на лице место внатре во објектот биле фатени и лишени од слобода од страна на полициски службеници при СВР Штип. Од Брегалничката епархија велат дека ова не е прв пат да се сквернава и верски објект. Надлежни за откривање на кратците и сузбивање на ваквиот криминал, секако е полицијата и власта да ги изголемат казните на престапниците и сметам дека повеќе нема да ги прават истите престапи. Истото го порачуваат и од Исламската верска заедница. Остро го осудуваат овој чин и очекуваат надлежните да изречат казни кои ќе бидат примери за останатите. Од ДИВЗ велат дека интервенцијата на СВР Штип била на нивна дојава. Претходно имале повеќе обиди, но овој пат при петочната молитва ние го забележивме дека е сигурно сериозни копачи и така Исламската верска заедница организираше пратење на тие што копале и во саботата навечер ги фати во 2 сатот. Вие ли ги фативте? Исламската верска заедница ги фати и ги пријави во органите, веќе кога беа на лице место фатени, ги пријавивме во соодветните органи. Сведоци дека нешто се случувало во објектот се и неколку жители во негова непосредна близина. Пред неколку година, сега не пред неколку години, дали се били некои други, беше заградена цела Свети Илија со мрежа. Исто така беа место двале, избегале си тие. Во е втор пат што копат. Горе се раскопано, гледам дупка до дупка тамо. Од СВР Штип дознаваме дека во автомобилот на осомничените бил пронајден детектор за злато, што е причина повеќе да се верува дека длабоко во земјата барале закопани златни предмети. Изградба на паркинг простор, асфалтирање на улици и пристапни патеки се само дел од инфраструктурните зафати кои ќе се реализираат во престојната градежна сезона во општина Македонска Каменица. Ова денес го изјави градоначалникот Дарко Митевски. Општина Македонска Каменица и оваа градежна сезона ќе ја искористи за голем број на инфраструктурни зафати. Градежната експанзија ќе се состои во асфалтирање на улици во централното градско подрачје, пристапни патеки и поврзување на улици, кои 30 години чекаат за уредување. Парите се обезбедени, а исто така за поголем број зафати, завршени се и тендерските постапки, најави на денешната теренска пресконференција градоначалникот Митевски.
Започнавме најпрво со реализација на проектите кои што беа истендерирани во претходната година. Моментално работиме за изградба на големиот паркинг простор над градскиот пазар кој што ќе биде во функција на градскиот пазар, но и на сите објекти кои што се изградени во овој дел од општината. Веќе се поставени ивичњаци и се завршени земјените работи, ќе се продолжи со поставување на асфалт. Исто така паралелно течат активности за изградба на улицата Миле Јаневски Джингар. Таму се поставуваат подпорните зидови. На еден дел од улицата целосно се завршени земјените работи, привршуваме на другиот дел. Очекуваме дека до крајот на месецот ќе започнеме со асфалтирање на тој проект. Во моментот е отворен тендер, значи за пријавување на фирми за изградба на пристапните патишта до Карадачка мала, до Струјевска мала и кракот на улица Каменичка. Со ова ќе значи дека на деловите од општината каде што повеќе од 30 години немавме изградени пристапни патишта, тоа ќе го завршиме. Паралелно со тоа го истендериравме и поставувањето на подпорниот зид и изградбата на приклучокот од улица Илинденска на улица Гоце Делчев. Еден многу значаен проект кој што исто оваа година планираме да го реализираме, тоа е поврзување на улицата Маршал Тито со поврзување на улицата Методи Митевски Брицо во централното подрачје, кој што ќе даде еден нов лик на центарот на општината. Заедно со тоа, значи, ќе биде објавен и повик за изградба на улиците Пиринска и Ленинова. Исто тоа е во централното подрачје на Каменица, еден дел кој што повеќе од 30 години е урбанизиран, живеат луѓе, но нема изградено улици. Оваа сезона Митевски најави дека ќе се изградат и асфалтираат и неколку локални патни правци во руралните средини. Денес на градскиот плоштад Слобода во Штип започна проектот Почитувај ги правилата, почитувај го животот, посветен на зајакнување на сообраќајната култура на децата. Планирано е слични активности да се одвиваат во неколку циклуси до 31 мај и да бидат дел од националната стратегија Нула деца жртви на сообраќајот. Почитувај ги правилата, почитувај го животот е проектот на националната стратегија со мотото Нула деца жртви во сообраќајот. Денес започна со најмладата категорија на деца и се одржа на градскиот плоштад Слобода во Штип. Целта на оваа кампања е да ја зголемиме безбедноста на пешаците во сообраќајот и со тоа апелираме до пешаците да поминуваат само на обележен пешачки премин како едно најбезбедно место за поминување на улиците, а воедно и за возачите да ги пропуштаат пешаците кои поминуваат на пешачки премин. Активностите се во рамки на кампањата на владата за подобрување на безбедноста на сообраќајот и патиштата. Општина Штип и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот се дел од овој проект. На кампањата се приклучија и организирана група на ученици. Денешната активност е активноста на терен, односно учениците од Основното училиште Ванчо Прке, две групи на ученици, заедно со полицајци, униформирани во флуоресцентни лечења, ги опоменуваат пешаците за неправилно поминување на сообраќајницата. Денес ние им помагаме на полицијата да кажеме на граѓаните дека треба да поминуваат на пешачки премин. Ние тоа го кажуваме за нејзино добро, бидејќи ако не поминуваат на пешачки премин може да се десат големи несреќи и последици. Можат да ги удри кола и слично. Посебно акцент ќе биде даден на децата како посебно ранлива група на учесници во сообраќајот. А овде спаѓаат пешаците, мотоциклистите, младите возачи и останати учесници во сообраќајот. Кочанските средношколци денес организираа петиција за поддршка на нивните барања. Поставен е штанд во центарот на градот каде граѓаните може да изразат својата поддршка на средношколските барања за укинување на, како што велат, лошите реформи во образованието. Ученици од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов денеска во трговскиот центар започнаа со собирање потписи од граѓаните како израз на поддршката во нивната борба против реформите во образованието. Првиот ден од акцијата се собрани само 50 на потписи. Денеска во периодот од 12 до 15 часот поставуваме штанд во градскиот трговски центар на кој што ги повикуваме граѓаните со својот потпис да ни ја дадат поддршката. Се со цел Министерството за образование и наука да ја увиди масовноста на овие барања кои што ги имаме доставено, значи бројноста на учениците кои што стојат за овие барања, а исто така да увиди дека сме поддржани од најголем дел од граѓаните. Па еве јас ќе ги повикам мајки, татковци, родители, баби, дојдете, потпишете се за вашите деца, за вашите внуци, бидејќи ако сега ние сме во средно школа, во средно училиште,
може би понатаму тоа ќе бидат вашите деца, вашите внуци. Да работиме сите заедно за едно подобро, за едно европско образование, за образование во кое што ќе бидат слушнат гласот на средношколците, ќе учествуваме активно во носењето на идните закони и затоа дојдете и потпишете се. Председателот на младинската организација најавува дека средношколците ќе останат доследни во настојувањата за да ги издействуваат бараните промени за поквалитетно образование. Тоа значи дека потписи ќе се собираат и во наредните денови, а ќе се спроведуваат и другите активности во таа насока. Попладнево во 18 часот во салата на спомен домот Аснум во Делчево се одржа трибина за граѓаните на која беа презентирани актуелни владини мерки и проекти значени за Делчево и Република Македонија. На трибината во Делчево говореа Никола Тодоров, министер за здравство, Никола Поповски, министер за надворешни работи и пратеници од Републичкото собрание. Се уште е во тек трибината на ВМРО ДПМН во Делчево, трибина на која беа презентирани актуелните мерки и проекти за реализација во Делчево и Република Македонија од страна на владата на Република Македонија. Исто така во рамки на трибината беше даден и осврт на актуелната политичка состојба во државата. Значи она што граѓаните на Македонија и во источен дел како и во сите делови на Македонија треба да го слушнете и треба да го знаете дека Македонија ќе биде стабилна и сериозна држава, дека не смееме како граѓани на оваа држава да дозволиме реализација на црни и деструктивни сценарија, не смееме да дозволиме политичари заради своја амбиција, заради нереализирани амбиции да не вовлечат сите како граѓани во едно сценарио кое што за жал по овие денови слушаме дека и го најавуваат со насилство, го најавуваат со крв. Нашата основна цел е да ја спроведеме програмата врз основа на која сме ја добиле до овај дебата. Програмата се стотици проекти, најмногу од инфраструктура, здравство, образование, катастар, реформи, странски инвестиции, привлекување и што е можно подобар економски живот. Секое ново вработување за нас е успех. За жал, кај опозицијата секоја нова бомба или нова тензија или нови манипулации го сметаат за свој успех или за свој проект. Тие нека продолжат на нивен начин, ние ќе продолжиме на нашиот начин. На трибината исто така своје учество имаше и градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански, кој што ги наброја проектите кои што веќе се реализирани или ќе се реализираат согласно неговата програма за работа за 2015 година. Во тека изградбата на локалниот пат до село Пухче, Штипско, во должина од 1500 метри. Средствата се обезбедени од Светска банка преку јавното предпријатие за државни патишта, а со свој влог учествува и општина Штип. Општина Штип започна со изградба на локален пат до село Пухче во должина од 1500 метри. На претходната средба со градоначалникот со жителите на село Лакавица, во чии рамки припаѓаат и жителите на село Пухче, намештаните од ова село им беше ветена изградбата на овој дел од патната мрежа. Започна изградба на патот, локалниот пат село Пухче до регионалниот пат М6 Штип Радовиш. Ова е пат кој што е во должина од 3 км и 300 метри, но во оваа фаза ќе се градат 1500 метри. Асфалтен пат со ширина од 3,5 метри на коловозот. Средствата се обезбедени од преку јавното предпријатие за државни патишта од Светска банка. Висината на инвестицијата е околу 9 милиона денара. Овде ќе учествува и општина Штип со изградба на премин преку реката Лакавица и трасирање на останатиот дел од патот. Освен овој патен правец во тек е тендерска постапка за изградба на улици во приградската населба Чардаклија, каде што ќе бидат изградени улици во целата населба во должина од 1000 метри. Изградба на пат од село Суво Грло до магистралниот пат М6, како и улици во село Врсаково. Вработените во јавното предпријатие ИСАР од Штип од денес се со нови работни униформи. На барање на самите вработени, секоја работна единица има посебна боја на униформата, а целта е граѓаните да знаат која е надлежноста на вработените при извршување на нивните дејности. Од денес вработените во јавното предпријатие ИСАР имаат нови униформи со цел поефективно извршување на секојдневните работни обврски. Од денес вработените во јавното предпријатие ИСАР ќе бидат униформирани, односно секоја работна единица ќе биде препознатлива по одредена боја. Така да комунална хигиена ќе биде во портокалова боја, јавна чистота, односно луѓето кои што ги метат улиците и одржуваат хигиената во градот ќе бидат во портокалова боја, службата за обезбедување ќе биде во црна боја, вработените во паркови и зеленило ќе бидат во зелена боја, вработените во возен парк ќе бидат во црна боја и вработените во водовод и канализација ќе бидат облечени во плава боја. Така да сите вработени, секој сектор ќе си има посебна униформа. Ова е ХТЗ која е обезбедена од најавна набавка на јавното предпријатие ИСАР и сите
вработени ќе добијат соодветни униформи, ќе добијат соодветни чевли за заштита при ризични работни места каде што има, ќе добијат чизми. Со воведувањето на новите униформи, вработените во јавното предпријатие ќе бидат полесно препознатливи за граѓаните. Вработените задоволни од реализацијата на нивната идеја. Секоја единица си е облечена во своите одела и потоа ќе бидеме препознатливи. Било обезбедување, било хигиена, било комунална, паркови, зеленило. Аз со зелена боја заштитен знак за нашата единица. Па, задоволни сме. Треба да се разликуваме од другите. Значи, пред се е добра. Црната боја одговара на чуварската служба. Значи, ноќно време по 24 сата сме ние присутни. Така да униформата е добра. И квалитетна материјал. Поубаво е на оделата, нели, да не запознават, не, да не уредуват, да не прават кав ги ово. Е друго е малку на униформа која сме. Ќе се ценеме на работата. Јавното предпријатие ИСАР и понатаму ќе работи во насока на подобрување на условите за работа на вработените, како и услугите кон граѓаните. Вакцините се безбедни. Оврска на секој родител е да ги вакцинира своите деца и да ги заштити од тешки заразни болести. Денес започнува Европската недела на имунизацијата. Светската недела на имунизација, која започнува од денес, 20 април до 25 2015 година, ќе сигнализира забрзување на акцијата за подигнување на свеста за имунизација од страна на заедниците, како и подобрување на вакцинација услугите. Веднаш по раѓањето на детето и првиот лекарски преглед, задолжително е вакцинирањето. Најпрво се врши имунизација против хепатит Б, вакцина која се прима во 3 дози. Во зависност од имунитетот на детето, на местото на убодот може да се развие локална реакција, црвенило, како и благо зголемена температура. Обврска на секој родител е да ги вакцинира своите деца и да ги заштити од тешки заразни болести. Вакцините не можат да предизвикаат смрт. Оваа недела на имунизација секоја година се прави со цел за да се опфатат сите тие деца кои што не се вакцинирани. Всушност, тој джеп на неимунизирани деца за да се пополни, за да не се шират заразните заболувања. Се прави проверка низ картончињата, кои деца се пропуштени со вакцинација, деца кои што не, например, теренската служба не била достапна на нив, сега се оди и на терен, се оди по школите, за да можат да се вакцинираат тие деца. Треба детето прво да се прегледа и докторот ќе каже дали детето е во состојба, дали е здраво, за да може да ја прими вакцината. Во секој случај вакцинациите треба да се примат. Граѓаните го делат ваквиот став со докторите. Сметаат дека вакцините придонесуваат за подобро здравје на детето. Па не би требало да предизвика затоа што еве сме имале дечиња, сите дечиња се вакцинирани. Секоја вакцина си има своја потреба, зашто е дали за ТБЦ, било што детска парализа. Па јас мислам доколку не се примаат. Треба да се примаат вакцини. И јас сум од постарата генерација, и јас сум примала вакцини. Треба децата редовно да се вакцинираат. И покрај позитивното мислење на граѓаните, има деца кои остануваат невакцинирани. Општинскиот Црвен крст во Штип започна со организирање на крводарителски акции во средните училишта и факултетите. Во пролетниот дел од крводарителската агенда е и утрешната акција во лекарската ординација Самарџиски во Штип. Во април и мај традиционално секоја година се реализираат средношколските крводарителски акции од страна на Црвен крст Штип. Токму денес се реализира крводарителска акција во средното општинско училиште Јане Сандански. Нашите активисти се на терен, од бројката до сега кој што имаат дарувано средношколци изнесува околу 40 млади луѓе. Од тоа сме задоволни. Акцијата ќе трае до 15 часот, со што се надеваме дека околу 70-80 крвни единици ќе бидат соберени. Во наредниот период ќе се организираат крводарителски акции во останатите средни училишта, како и на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев Штип. За утре се најавува крводарителска акција во организација на приватната здравствена установа Примариус доктор Самарџиски, Светлост Б и Црвен крст Штип. Акцијата ќе се спроведе во просториите на приватната здравствена установа во периодот од 10 до 15 часот и еден повик до сите наши хумани граѓани кои што се во можност да дојдат да ја даруваат драгоценната течност и со тоа да спасат нечи живот.
Денес во Штип се одбележува годишнина од смртта на поетот и револуционер Ацо Шопов. Во националната установа, чиј патрон е Ацо Шопов, беше промовирана книгата на Радован Павловски "Се случува вечност", дело кое ја доби наградата Ацо Шопов од Друштвото на писателите на Македонија. Денес пред бистата на Ацо Шопов пред Центарот за култура во Штип имаше пригодна програма по повод одбележувањето на денот на смртта на поетот и револуционерот Ацо Шопов. На денешен ден, пред 33 години, престана да чука срцето на големиот поет и револуционер Ацо Шопов, амбасадор и писател, човек кој во своето живење заземал повише функции. Програмата започна со пригоден говор за личноста и делото на овој познат историски поет. За Ацо Шопов е кажувано и пишувано многу, но за него сегош има нешто да се каже повеќе. Ацо Шопов е учесник во народно-ослободителната и антифашистка војна на Македонија 1941-45 и се наредува во врвот на борците кои ја водеа 4-годишната војна, која ја извојуваа победата над фашизмот и создадаа држава Република Македонија. Се сврсува кон врвните поети на Македонија. По едноминутното молчење во чест на борецот имаше и пригодна рецитација. Програмата заврши со полагање на цвеќе. По традиција, секоја година Центарот за култура Ацо Шопов Штип прави промоција за најдобра поема за претходната година. Имаме можност да имаме тројца видни и писатели, луѓе кои што се еснав од својата фела, академик Радован Павловски, Братислав Ташковски и Бранко Цветковски. Денеска се промовира и најновата книга со наслов "Се случува вечност" од Радован Павловски. Станува збор за книжевно дело што ја доби наградата Ацо Шопов за 2014 година. Она што е карактеристично за оваа книга, што во неја превладува еден многу препознатлив тон на иновација. Значи не станува збор дека нешто се повторува ни тематски, ни стилски. Авторот е многу свеж, многу оригинален. Таа е вечна тема на вечност и на поезијата. Поезијата не може да се раскажува како роман или театарски приказ. Таа треба да се прочита и да се слуша како овој момент. А вечерва во Дом на млади се одржува и рецитаторски надпревар за учениците од основните и средните училишта. Цената на бензините и дизел горивото од полнојак се зголемува за 1,5 динар по литар, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Поскапувањето на суровата нафта на светските берзи и курсот на доларот во однос на денарот предизвика покачување на цените и кај нас. Го следите дневникот на Канал Плюс. Време е за вестите од светот, а потоа и информациите од спортот. Силен земјотрес со јачина од 6,8 степени според Рихтеровата скала го погоди денес Тајван и малите острови на југот на Јапонија. Епицентарот на земјотресот бил во плиткиот дел од морето, недалеку од јапонскиот остров Јонагуни во источното Кинеско море. Денешниот итен состанок на шефовите на дипломатиите на Европската Унија за имигрантите од Африка и Блискиот Исток беше свикан откако стотици имигранти се удавиле во близина на брегот на Либија. Инцидентот е оценет како предвидлива трагедија предизвикана од човечката негрижа. Раководството на Светската здравствена организација призна дека направиле сериозни пропусти при напорите за справување на кризата со ебола и ветија реформи за да действуваат поефикасно во иднина. Судскиот процес против членовите на Златна Зора почна во отсуство на повеќето обвинети пратеници на неофашистичката партија. Пред почетокот на судењето беа присутни 44 од вкупно 69 обвинети, пошто процесот е презакажан за 7 мај. Брод со над 300 илегални имигранти тоне во водите на Средоземното море. Канцеларијата на Меѓународната агенција за миграции во Рим добила апел за помош од брод што тоне во меѓународните води. Лицето кое се обратило за помош рекло дека на неговиот брод загинале околу 20 лица. Денес во спортската сала македонски бранители во Берово со почеток од 17:30 часот ќе се одигра последното коло од спортските игри во мал фудбал. Надпреварот ќе се одигра помеѓу институции и правни субјекти.
Со одигрувањето на последното коло ќе се комплетира водовната табела, со што првите 4 екипи ќе се надпреваруваат за освојување на првото место на турнирот во првите полуфинални и финални надпревари, кои ќе се одиграат наредната седмица. Од надпреварите кои ќе се одиграат денес: Фагус со Нова Рефактори, Банки, Пошти, Бензински со МВР Полиција, Администрација со ЈПКР Услуга, Основен суд со Гранична полиција, Таксисти со АРМ, Млекара Малеш со ЕСНАФ угостители, Издружение на приватни фирми со Жито Малеш. Како што пренесува официјалната страна на Професионалната тениска асоциација, најдобар тенисер со 13.845 освоени поени е Новак Џоковиќ и има далеку поголема предност од второпласираниот Роџер Федерер, кој испадна уште во третата рунда во Монте Карло. Новак Џоковиќ без конкуренција е најдобар светски тенисер во овој момент, а србинот го докажа тој со освоената трета титула на третиот мастер турнир во Монако, со освоени плюс 1000 поени. Останатите позиции во топ 10 тенисери во овој момент на третото е Енди Мари, четврт Рафаел Надал, по нив следуваат Нишикори, Раоник, Бердих, Давид Ферер, Чилик и на 10-то место Станислав Вавринка. Спортски неуспешен викенд за представниците и екипите од Делчево. Она што беше најзначајно во изминатите 2 дена е учеството на делчевските кикбоксери Мики Ивановски и Кристина Стојчевска на DSF Kickboxing Challenge во Полска, кој заврши со резултат 3:0 во корист на пољаците. Во надпреварот во машка конкуренција Мики Ивановски во К1 го предаде мечот во втората рунда против Камил Рута, откако претходно доби силен удар во десната подколеница. Во главната борба на вечерта во К1 Кристина Стојчевска беше поразена од Дорота Годзина на поени, пораз кој што остава мал сомнеш бидејќи оние кои го гледале мечот имале можност да проценат дека во втората и третата рунда Стојчевска имала попрецизни удари. Освен нив пораз доживеа и третиот наш представник Димитар Ѓоргиев. Екипата на ЦДВ на домашен терен го совлада Будукност со 88-85 во полуфиналето и се избори за мајсторка во АБА лигата. Најефикасен во тимот на ЦДВ беа Укик и Гордик со по 16 поени, додека кај Будукност право имаше Рајнолдс со 13 поени. Клучниот надпревар се игра во среда во 18:30. Тој не само што одлучува кој ќе игра во финалето од АБА и лигата, туку и кој од овие два тима идната сезона ќе настапуваат во Евролигата. И Црвена звезда се пласираше во финалето на АБА лигата, откако вчера по трет пат го победи Партизан во полуфиналната серија. Тоа беше се што ви подготвивме во дневникот на Канал Плюс. Информирајте се за временската прогноза деновиве и имајте пријатна вечер.